По неуспешното ребрендирање во Зелена партија, сега нова агенда во Мала Речица. Откако дел од партискиот врв заврши на американската црна листа, па дури и како бегалци од правдата, Демократската унија за интеграција најавува дека ќе им прави ветинг на највисоките партиски функционери преку членовите на претседателството, па се до локални ограноци. Ветинг кој се прави за затворени врати не е реформа во која ќе поверува народот, коментираат за Алфа политички аналитичари. На Дуиво 20 години на власт не им текна за проверка на партиските функционери, а сега се обидува да спаси глас повеќе пред локалните избори кои следуваат на есен. Многу ми е жал што се стави во таква ситуација да оно уште 5 пати ќе треба да се ребрендира, да изнајдува нови ребренд амбиенти за да покаже и докаже дека народот на следните избори повторно ќе искочи, ќе го качи на пиедесталот на најдобра партија. Они претрпеа неверојатна штета со Артан Груби. Неверојатна штета. Меѓутоа, и птиците на Гранка знаат дека еден човек во една партија не може да биде единствениот виновник, што значи дека трулата структурата која се уште треба да искочи на тапет да биде ставена, се уште е во дуи внатре. Секој ветинг кој нема да се прави пред очите на јавноста нема да ја врати до вербата во дуи. Напротив, таквите најави се пресериозни, дури и за некој што сака да покаже честност во своите партиски редови. Мислам дека дури е малку и несериозно тоа да се каже, дека ветинг внатре во партија ќе се прави затоа што некој сакал да покаже честност. Да се разбереме, внатре партиски што и да направиш, што ти е исто како да правиш анкета со која ќе искочиш пред јавноста, а си ја правил во партијата за своји потреби, за своја математика и за своја употреба. Така да, мислам дека пресериозна и преголема тежина има зборот ветинг да се каже дека ќе се прави внатре во партија. Пред да замине во опозиција, челниците од ДУИ бараа ветинг на сите македонски политичари, но според познавачите таквите изјави покажуваа дека по 2 децении на власт речиси ништо и не сработеле. Екс-првиот дипломат Бујар Османи дури бараше секој кој сака да биде функционер во Македонија да добие одобрение од САД, НАТО и ЕУ. Но откако заминаа во опозиција и повеќе партиски челници завршија на американската црна листа, се стишија во Мала Речица за ваквите предлози со кои се расфрлаа предизборно. Демократската унија за интеграција пред 4 дена најави дека започнуваат сеопфатен процес на реформи и ветинг, а ќе го предводи самиот врв на партијата на чело со Али Ахмети. Ваквите најави од Мала Речица многу наликуваат на ониот пред 4 години, кога Дуј најавуваше дека станува зелена партија, но останаа само најавите и рекламните спотови.